Откако ги подредите задачите по различно ниво и ставивте на нив апликации, кои што ги слеговте од интернет, во вашите компјутери имате на десктоп документ, Word документ, кој што е листа на проценка на задачите подредени со различно ниво. Всушност, овој дел од часот ќе отделиме 15 минути, каде што треба секој од вас во групите да напише, бидејќи секоја група работеше на различна наставна единица, треба секој од групите да напише по една задача, да ја реши и на третата колона да го стави своето име и презиме. Но, не обично да ги напишете задачите, не да ги само да ги решите, туку треба да ги подредите. Бидејќи некаде во групите се 5, 6 или 7 ученици, значи некој ученик ќе напише и 2 задачи. 7 задачи треба да стојат во листот, каде што секоја задача, почнувајќи од првата, па завршувајќи до 7-та, треба да бидат подредени по различно ниво. Почнувајте со работа. Работете во групите. Подредувајте ги задачите. Но, од која ќе ги подредите задачите? После изминати 15 минути, документот кој што ќе го сработите, веднаш ќе го пуштите на мојата имейл адреса. Сите ја знаете, адресата, и ќе ги пуштите документот. Ќе го пуштите документот. Ајде, почнувајте да работите. Подредувајте ги задачите со различно ниво. Значи, подредувајте ги. Ако има некој прашање, прашајте ме. Ајде, селектирајте ги, да. Да, која што мислите, точно. Значи, сите задачи кои што мислите дека треба да се подредат. Ајде. Потрудете се да видат и решенијата напишани. И до секое решение да стои името и презимето на ученикот кој што ја напишал. Ајде. Избирајте. Гледам дека привршувате и сигурно на крајот забележувате дека на листот има каде што пишува пишена повратна информација од наставникот и тим на ученици од проектот ВИП на 21 век. Тимот на ученици знаете дека претходно го избравме. Знаете дека во секоја група каде што се наоѓате постои 1 до 20 ученици кои што се докажале на регионален републички надпревар по математика, па дури и на математичка олимпијада. И тој тим на ученици заедно со мене ќе ги прегледаат задачите, односно ќе ја видат точноста на задачите и при тоа ќе напишат пишена повратна информација каде што заеднички ќе дадат одговор на точноста на вашите задачи. Значи, ќе имате пишена повратна информација од нас заедно, наставникот и експертскиот тим на ученици, но при тоа вашите ученици ќе ве оценуваат. Значи, имате меѓуученичко оценување. Ајде, гледам дека сте при крај, привршувате со вашите активности. Веќе гледам дека и почнувате да го испраќате документот. Ајде. Ајде. Знаете дека, кажав, после изминати
минути ви давам да го испратите документот кај мене на мојата адреса, но по изминати 10 минути од прекањето, сите документи кои што пристигнуваат после тоа, јас не ги прифаќам за валидни, значи за точно. Ајде, направете го тоа. Испратете ги документите.